Ова не е приказна само за тебе. Ова е приказна за мене, за тебе и за уште 6 милиарди луѓе во светот. На сите ни е потребна енергија. Од каде доаѓа таа? Како паметно да ја користиме? Не смееме да останеме рамнодушни. Ова е нашата планета Земја, убава и разновидна. Се смета дека потекнува пред 4,5 милиарди години. Во моментов има над 8 милиони растителни и животински видови. Меѓу нив е човекот. Поради неговите енергетски потреби, тој значително влијае врз животната средина. Енергијата и нејзината употреба имаат значително влијание врз животната средина и предизвикуваат загадување на локално и регионално ниво. Така се создава голем глобален проблем. Проблемот на климатските промени лежи во фактот дека поголемиот дел од денешната глобална искористена енергија е добиена од фосилни горива, јаглен, нафта и нафтени продукти и природен газ. Нивното согорување во индустријата, домаќинствата и сообраќајот создава гасови. Растот на емисиите од штетни гасови во атмосферата последните 250 години драстично се зголемува. Тоа најдобро се гледа на ова забрзано видео. Природата ни покажува многу начини дека е незадоволна од нашето неодговорно однесување, а тоа го покажува преку честите цунами, торнада, кисели дождови, топењето на глечерите, изумирањето на животинските и растителните видови, поплавите и пожарите. Киселите дождови се резултат на согорување јаглероден диоксид, сулфур диоксид и азотни оксидни гасови, тоест врнежи помешани со одредени хемиски соединенија. Овие гасови реагираат со водата во атмосферата и се создаваат киселини. Киселите дождови имаат околу 40 пати повеќе киселини во споредба со чистата дождовница. Диоксидот е далеку најштетна супстанција во воздухот. Тоа е газ без боја, со силен и непријатен мирис. Во зима високи концентрации на сулфур диоксид и прашина во воздухот прават смог. Глобално затоплување го нарекуваме зголемувањето на просечната температура на атмосферата, земјата и океаните. Тоа е последица на емисијата на јаглерод диоксид и метан, гасовите кои влегуваат во атмосферата најмногу од фабриките. Тие остануваат во атмосферата долго време, можеби со децении. Ефектите од глобалното затоплување се чувствуваат секојдневно. Овие снимки покажуваат колку брзо земјата всушност се затоплува. Гледајќи ги последиците од климатските промени, очигледно е дека е загрозен опстанокот на растенијата и животните, а оттаму и на човекот. Затоа време е секој од нас одговорно да се однесува кон заштитата на животната средина, енергијата и водата, употребата на обновливи извори на енергија, придонесува за забавување на климатските промени и заштита на животната средина. Само на овој начин ќе ја зачуваме планетата Земја за генерациите што доаѓаат. Енергија е способност за извршување на некое дејство.
енергија користиме за стартување на мотори и машини. Таа го осветлува нашето општество. Ја користиме за грејење и ладење, за припрема на јадење. Енергијата ни е потребна за што работиме, а енергетските ресурси на земјата се ограничени. Достапни и постоечки извори на енергија на земјата може да се поделат во две групи: необновливи и обновливи извори на енергија. Необновливи извори на енергија ги нарекуваме оние кои не можат да се обноват, тоест може да се користи само еднаш, а тие се јаглен, нафта, природен газ и нуклеарна енергија. Тие исто така се нарекуваат фосилни горива и во моментот се главен извор на енергија во светот. Два основни проблеми поврзани со необновливите извори на енергија се дека тие се во ограничени количини и ја загадуваат животната средина. Обновливите извори на енергија може да ги поделиме во две главни категории: традиционални, како што е биомасата, и хидроцентралите или новите видови на енергија, енергијата од сонцето, од ветерот и слично. Енергијата на сонцето представува неограничен извор на енергија. Само како пример, сонцето ја снабдува земјата 15.000 пати повеќе со енергија отколку што е можно да се потроши. Енергијата од сонцето може да се користи како топлинска, но може да се користи и за произведување на електрична енергија. Употребата на енергијата од ветерот е најбрзо растечки сегмент на производство на енергија од обновливи извори. Енергијата од ветерот е кинетичка енергија која зависи од брзината на ветерот. Многу силен и многу слаб ветер не може да се користи за производство на енергија. Енергијата од водата се користи со векови за да се добие механичка работа во водениците, а денес најчесто се користи за производство на електрична енергија во хидроелектрични централи. Геотермалната енергија се однесува на употребата на топлина од внатрешноста на земјата и денес таа најчесто се користи директно без претворање во друга форма на енергија. Геонеутралната енергија не зависи од временските услови и може да се користи 24 часа на ден. Биомасата некогаш беше првиот и најстариот извор на енергија на луѓето. Биомасата денес е обновлив извор на енергија, која е широко искористен и кој придонесува за заштита на нашата животна средина. Биомасата е извор на енергија, добиен од растенија или делови од растенија, како што се дрво, слама, стебло на житарици и слично. Развојот на обновливите извори на енергија е важно поради намалените емисии на јаглероден диоксид во атмосферата. И она што може да е најважно за таквата енергија може да се користи неограничено. Да запамтиме,
Мораме што повеќе да користиме обновливи извори на енергија. Така ќе го продолжиме животот на планетата Земја.